5 барања имале статус на заклетви. И сега, кога имате термин заклетва, сериозен е проблемот. Меѓутоа тоа не е звучи дава некако правна религиозно, оти кај што има заклетва, има и заповед. Тамо многу тешко можете да отстапите од нешто што сте го промовирале во заклетва. Значи, во диалог не може да има заклетви. Резултатот од диалогот не е познат однапред, туку е резултат на креативна аргументација. И затоа уште во стартот треба да се влезе со добра волја, ама и со решеност дека ништо не е нерешливо и ништо не може да има статус на заклетва. Вие може, ако сакате, ако вие мила самовласта, за се да се согласите. Меѓутоа, ќе ги изгубите следните избори или гласачите ќе ги шокирате, бидејќи ќе заклучат дека па ние не ви дадовме мандат за ова за што вие разговарате и преговарате. Бидејќи мандатот се добива на избори со програмата која што била презентирана, а не постфестум и не врз основа на дискрециони права. Значи, во рамките на уставната рамка, оти владење на правото, значи дека прво ќе си признаете дека лекс супериор, закон над законите е уставот и ќе бидете патриот во неговото реализирање. Се друго следи. Она што мислам дека не се чита или не се сака да се чита од Охридскиот договор се всушност воведните одредби. Целта на Охридскиот договор не е етнократија, бидејќи етнократијата не е модел на демократија, туку мирен и хармоничен развој на граѓанско општество се разбира со почитување на правата на сите припадници на заедниците. Не знам дали се на линија многу од овие предлози.